Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешнава епизода или емисија. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за една тема која што многу ќе им помогне на луѓето кои што можеби се во повозрасни години. Зборувам за луѓе над 55 можеби години кои што полека, но сигурно за себе можеби имаат став дека нивното време помина, дека можеби тие не можат да превземат нешто посериозно во врска со нивното здравје и изглед, но одма ќе ви кажам дека тоа е и tekako погрешен став и tekako погрешно мислење, затоа што не знам колку сте свесни и дали ви изгледа логично, но повозрасните луѓе се луѓе кои што имаат тело кое што е многу поискусно од младо тело. Што во превод тоа значи? Точно е дека со одминувањето на годините метаболизмот ќе се успорува, дека можеби дел од органите кои што веќе 40, 50, 60 години биле во функција непречена, почнуваат полека да се оштетуваат и можеби да не бидат така витални и брзи како што можеби се органите на млад човек. Но тоа не значи дека човек во повозрасни и поодминати години не може да биде здрав, да биде витален, да има супер старост и да биде што подолговечен. И на што мислам кога кажувам телото им е искусно? Кога ние се раѓаме и како почнуваат да се градат системите во нашето тело, со тек на годините, тие стануваат се поголеми, се поискусни, почнуваат да преживуваат можеби најразлични предизвици и вклучувајќи ги тука, не знам, и имунитет, и кардиоваскуларен систем, и скелетен и така натаму, значи се тоа системи кои што со текот на времето доживуваат и стекнуваат многу поголемо искуство. И во превод тоа значи доколку можеби повозрасен човек, зборувам над 50, над 60 години, над 70, над 80 години, значи воопшто не е проблем да живее малку поквалитетно и да биде поактивен, доколку човек на тие години почне да вежба со тежини и доколку тој човек практикува, не знам, да оди во фитнес или било каква физичка активност, неговото тело има многу поголеми шанси да побрзо стекне подобра мускулна маса, да побрзо стекне поголема кондиција и така натаму, затоа што веќе неговите системи имаат искуство. Број еден показател за тоа е што не знам колку сте запознати со статистиките, но луѓе кои што доживуваат можеби удари мозочни или не знам инфаркти, ако се тоа млади луѓе, најчесто не ги преживуваат тие удари, за разлика од повозрасни луѓе кои што често и ги преживуваат тие инфаркти и удари од причина што нивните системи се искусни и знаат подобро да најдат начин како да се справат со тие предизвици. Истото се случува и во физичка активност. На жалост, многу од луѓето кои што се во поодминати години затоа што смета дека се веќе постари и дека не можат да функционираат како млад човек, се случува да едноставно се откажат и да се удомат, да се помалку имаат можеби некаква активност, да не претеруваат, да не брзаат, да не качуваат скали затоа што сметаат дека ќе оштатат коски, дека тоа за нивните колена не е добро затоа што ги болат и така натаму, но јас ви гарантирам дека сите болки поврзани со не знам, со коски да речеме, со колена, со зглобови, со остеопорози се исклучиво поврзани со вашата неактивност и неправилен начин на живот. Затоа што доколку вие одржувате многу поголема и подобра мускулна маса, тоа ќе биде одлична подкрепа за вашиот телесен, скелетен систем, тоа ќе биде одлично согорување на калории, тоа ќе биде одлична поддршка за вашиот кардиоваскуларен систем и респираторен. Значи, сакам да ви докажам дека и да ви инспирирам и да ве мотивирам дека вашите поодминати години не треба да бидат причина за вашето залегнување и откажување. Напротив, ја ви гарантирам дека многу побрзо може да направите некаков резултат за разлика од млад човек. Ако зборуваме за мускулна маса и покачување на кондиција на тело и подобрување на општата добросостојба и физичка состојба. Така да, луѓе кои што сте над 50 и 60 години или доколку познавате некој над овие години, ве молам споделете оваа епизода и можеби на некого ќе му помогнеме да го промени размислувањето и да го промени својот начин на живење. За тука денеска завршувам. Фала ви за вниманието. Ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!